Добар ден, добре дојдовте во вестите на Канал 8. Намалувањето на бројот на новозапишани ученици во основното образование во општина Кочани, локалната власт не го оценува како катастрофално. Иако од наредната учебна година ќе има цела една паралелка помалку, од општината вела дека имаат стратегија за наставничкиот кадар во училиштата. Тоа што во општина Кочани на есен на училиште ќе тргнат 20 направачиња помалку, нема драстично да се одрази врз бројот на вработените во основните училишта. Такви смирувачки тонови доаѓаат од локалната власт, иако состојбата не е розова. Сепак, кај образовниот кадар кој неколку години е ангажиран во наставниот процес, постои страв дека поради нерешениот статус можно е да остане без работа. Тоа што досега беше нелогично во целата состојба е што и покрај опаѓачкиот тренд на бројот на учениците се ангажираа нови наставници. На последната седница на Советот имаше и директни прашања до првиот човек на општината за сериозноста на состојбата со намалувањето на правачињата. Статистиката сега кажува дека имаме намален број на ученици за разлика од минатата учебна година. Тоа е реална состојба и тука интервенција не можеме да правиме. Меѓутоа, вработените во образование се загрижени во врска со стратегијата за зголемениот број на ученици, намалениот број на ученици, а зголемениот број на вработување. Според градоначалникот Димитровски, состојбата во Кочани се уште не била толку лоша во споредба со некои од соседните градови. За ваша информација и за пошироката јавност, сакам да ви кажам дека намалувањето на деца за оваа година е се на се со 20, меѓутоа ние имаме зголемување у претходните 2 години. Учебната 2012-2013 ги зголемивме за 11, 2013-2014 ги зголемивме дури за 65. Така да, споредено со претходниот период. Така да, Кочани сепак, иако го така представуваат, не е катастрофално лоша состојба како што се некои други градови. Сепак, прашањето со вработените наставници во училиштата останува актуелно, беше речено во дискусијата на седницата. Дали има општината стратегија во поглед на решавање на овој проблем? Од проста причина што реалната состојба е таква, во училиштата веќе се случуваат некои состојби дека луѓето се загрижени дали ќе имаат доволен број на ученици, дали се следи состојбата и кои се насоките. Општината има стратегија за трансформација на работниот однос и се врши трансформација онаму каде што има доволен број на часови. Притисокот е многу голем, меѓутоа нема да трансформираме ниту еден работен однос онаму каде што не се исполнети условите. Тоа опфаќа и ова што сега ни се случува, дека имаме намалување на бројот на деца. Според одговорните во општина Кочани, одзивот за запишување нови ученици во основното образование кај нас е и повисок од просекот во источниот регион, односно опфатеноста на правачињата изнесува околу 95%. Останува отворено прашањето дали како и минатата и оваа година со опаѓањето на бројот на децата кои за прв пат ќе тргнат на училиште, некои паралелки ќе мора да се затворат. Објавени резултатите за примени осмооделенци во двете средни кочански училишта. Во гимназијата се примени 126 ученици, а во средното Гошовиќ Антиев 116. Од пријавени 180 ученици во средното општинско училиште Гошовиќ Антиев, според конкурсот и објавените бодови, 116 ученици ги исполнуваат условите да бидат примени. 64 се одбиени. Со намалување на бодовите ќе бидат примени и одбиените ученици. Во електроструката се примени 77 ученика, во машинската струка 14 и во сообраќајната 25. Одбиени ученици по овој уписен рок се во електротехничката струка 33 ученика, во машинската струка 16 ученика и во сообраќајната струка 15 ученика. За вториот уписен рок кој е веќе на 30 и на 1, значи понеделник и вторник, со намалување на бодовите, максимално по 5 со второто пријавување, очекуваме горен дел од одбиените ученици да бидат запишени во нашето училиште. Во гимназијата Љупчо Сантов, од 181 пријавен ученик, условите за да бидат примени ги исполнуваат 126. Од нив, бидејќи во првиот уписен рок државата ги определува бодовите, а тоа е минимум 60 во гимназиско и во стручно, од нив ги исполнуваат условите 73 од гимназиско и 53 од стручното образование. И веднаш нагласувам дека останатите ученици не дека не се примени, туку по намалувањето на бодовите тие по автоматизам
значи без да поднесуваат ниту повторно пријави, истите ќе бидат премени. Затоа што подоцна имаме ингеренции ние како училиште да ги намалиме бодовите. Директорите апелираат сите непријавени ученици да се пријават во второто пријавување од јунскиот уписен рок, кој е на 30 јуни и 1 јули, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 3 јули. Вториот уписен рок е на 21 август, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 22 август. Матурантите од гимназијата Љупчо Сантов ги полагаа интерните предмети како дел од државната матура. Со тоа комплетно го завршуваат полагањето на сите предмети од матурата. Интерни предмети полагаа матурантите од Средното општинско училиште Љупчо Сантов како дел од државната матура. Полагањето помина без никакви проблеми. Во тек е, значи, последниот дел од државната матура, учениците ги поминаа сите претходно поминати 4 сегменти, а тоа е проектната задача, одбраната на проектната задача најпрво се почува со нив. Потоа имаа 3 предмети кои што ги полагаат екстерно, значи во писмена форма беа, но прегледувањето е во Скопје и ние само добиваме резултати од нив, а додека петиот сегмент е интерниот дел од државната матура, значи учениците по свој слободен избор избираат еден предмет кој што го полагаат. Денес се полага информатика и уште некој предмет. Така да тоа е последната фаза од државната матура. Наблюдувачи беа инспектори од Бирото за развој на образованието и Државниот просветен инспекторат. Прв предмет што го полагаа матурантите како дел од државната матура од двете средни кочански училишта беше македонскиот јазик, а потоа ги полагаа странските јазици и математика, на крајот останатите предмети бизнис, биологија, хемија, физика и историја. Дипломите за завршен испит на учениците ќе им бидат доделени на 30 јуни, а на оние кои полагале матура ќе имаат можност и за приговор по објавување на резултатите. Кочани останува на првото место на листата од градовите во Источна Македонија според стапката на морталитет. Причините за тоа никој не ги истражувал, но неповолните процеси забрзано го намалуваат бројот на населението. И во изминатиот едногодишен период, Кочани остана на првото место на листата на градови на истокот од државата според стапката на морталитет. Бројот на починати во однос на родените е скоро за 1/3 поголем. Со таков неславен рекорд, Кочанската општина се најде и пред соседниот Штип, каде разликата е нешто поповолна. Податоците од Заводот за статистика на Република Македонија покажуваат дека во 2013-та во Кочани се родиле 331, а починале 414 лица, што представува негативна разлика од 83 лица. Во Штип пак се родиле 502, што е за 15 повеќе од вкупно починатите 487 лица. Неповолен е односот и во Чешиново-Облешево, каде се родиле 51, а починале 76 лица, што општината ја приближува до неславниот просек во источниот регион. За сега во неповолна состојба е општината Зрновци, каде со односот на родени и починати е најмал, со оглед дека се родиле 27, а починале 28 лица. Една од причините за намалениот наталитет кај населението, посебно во источниот дел на Македонија, е големата миграција, односно иселувањето на младите брачни парови во западноевропските земји. Новореденчијата што се раѓаат во странство обично се запишуваат во тамошните матични служби, а родителите дури подоцна во ретки случаи бараат нивно воведување во македонските книги на родените. Комуналното јавно предпријатие Водовод објави јавен тендер за оператор кој ќе обезбеди шинтерски услуги во Кочани. Сепак, решавањето на проблемот со кучињата скитници останува отворено, бидејќи според условите во тендерот ќе се згрижат само 50 на животни. Близу 400.000 денари планира да потроши комуналното предпријатие Водовод за делумно решавање на проблемот со кучињата скитници во Кочани. Толкава е сумата што е определена со објавениот јавен тендер, со кој се бара оператор кој ќе обезбеди шинтерски услуги. При тоа се предвидува дека овие пари би требало да бидат доволни за покривање на трошоците за привремено згрижување за околу 50 на кучиња скитници. Со оглед дека предпријатието не е во состојба да ги исполни техничките, кадровските, просторните и другите барања предвидени со Законот за благосостојба на животните и со Правилникот за технички услови за прифатилишта, условите за чување на животните и постапките за еутаназија, постои обврска да се изнеде друг субјект што ќе ги обезбеди овие услуги.
Пресметките покажале дека неопходни се минимум околу 5000 евра за да се обезбеди ловење на кучињата скитници, нивен превоз, сместување во соодветни простории, хранење и понатамушен третман. Конечното решавање на статусот на заловените животни предвидува давање на посвојување, еутаназија, стерилизација, вакцинација и чистење од паразити. Со оглед на искуството од минатите години, непознато е дали воопшто тендерот ќе успее. Операторите кои можат да ги обезбедат потребните услови досега покажуваа мал интерес, затоа што со парите што ќе ги добијат не можат квалитетно и според законските прописи да ја извршуваат услугата. Од друга страна, во важност се одредбите од постоечкиот закон за заштита и благосостојба на животните, што налага грижа за домашните миленици од страна на нивните сопственици. Казната за физичките лица согласно овој закон изнесува 150 евра. За надлежните институции во општините, кои нема да ги спроведуваат одредбите за решавање на проблемот со бездомните животни, казните се повисоки и достигнуваат и по неколку илјади евра. Банкарите ги почнаа пресметките. Дали е исплатливо да се вклучат во операцијата за бришење на долговите за одредени граѓани, што ќе добијат, а што ќе изгубат. Во очекување на финалното законско решение со кое треба да се обезбеди можност за отпис на долгови, дел од банкарите велат дека секоја банка ќе направи сопствена проценка на состојбата. Пред да се вклучат во постапката за бришење на долгови, банките како доверители најпрво ќе потпишат договор со владата со кој доброволно ќе се приклучат кон оваа операција. Банкарските долгови ќе бидат отпишани само за следниве категории на граѓани: корисници на социјална парична помош и на постојана парична помош, лица кои бараат работа повеќе од 12 месеци и лица изложени на социјален ризик поради смрт на брачен другар или инвалидност. Дополнителен критериум за невработените и изложените на социјален ризик е во 2013 година, заедно со брачниот другар, не треба да имаат остварено приходи поголеми од 105.600 денари, што е еднакво на годишен износ на минималната плата. Исто така не треба да поседуваат друг имот, освен тој во кој живеат. Од аспект на видот на банкарскиот долг, новото законско решение ќе опфати 3 видови на задолжување: по основ на кредитни картички, минусни салда на тековна сметка и потрошувачки кредити без хипотекарно оптоварување. Сепак и тука ќе се постапува според одредени критериуми, односно можноста за отпис ќе се однесува само на 2 категории на нефункционални кредити: Г и Д. Според првичните информации во однос на банкарските долгови, како најзасегната категорија на граѓани би биле оние кои земале кредит, но во меѓувреме им се влошила финансиската состојба поради смрт на брачен другар или инвалидност, или останале без работа повеќе од 1 година. Банкарите посочуваат дека токму поради кризата и зголемените ризици во периодот што измина, биле внимателни во одобрувањето на кредитите, односно оценување на кредитната способност на клиентите за навремено враќање на долговите. Богата програма за одржување на меѓународната манифестација Петроденски конаци што годинава ќе се одржи од 1 до 12 јули. Промоција на книги, ликовни перформанси, професионална театарска представа, фестивал на детска музика, фолклорен концерт, концерт на бугарскиот бенд Блейк Даймонд, концерт на Маријан Коцев и Елена Велевска, ЕСМА и ансамблот Теодосиевски и Влашки етнофестивал се дел од содржините на 9-та меѓународна културна манифестација Петроденски конаци. Годинава ќе се одржи од 1 до 12 јули и е во организација на Центарот за култура Бели Мугри. Ова година почнуваме на први во 20:45 минути со фолклорен концерт на кој ќе настапат 4 ансамбли, од кој ансамблот Мугри при Центарот за култура Бели Мугри, ансамблот Јане Сандански при Домот за култура Јане Сандански од Пехчево, ансамблот Злетовски рудар при Домот за култура Злетовски рудар и културно-метишкото друштво Ефтин Каранов од Домот за култура Лазар Софијанов од Кратов. Пред свеченото отварање на самата манифестација требаше да имаме промоција на книга Кемането во Македонија од авторот Горан Ангелов, но поради технички причини тоа ќе биде пролонгирано нешто подоцна, најверојатно за 11 јули 19:45 минути. Скоро сите наши настани, би сакал да споменам, дека почнуваат 15 минути пред полн час. Значи, следниот ден имаме концерт на детскиот фестивал музички ранови,
Тој ќе почне 19:45 минути. Понатаму, според програмата, на 3 јули ликовна изложба на дела создадени 2013 година. 5 јули е представата Семени приказни на Ангелчо Илиевски. На 7 јули Балканска поетска средба со учество на поети од Србија, Бугарија и Црна-Гора. 8 јули ликовен перформанс со учество на уметници од Софија и Ниш, како и домашни уметници. На 9 јули промоција на книга. Концертот на Black Diamond од Кюстендел е на 10 јули во Трговски центар. Маријан Коцев, Елена Велевска и Есма настапуваат на 11 јули во Градскиот парк. Планирана е и Духовна академија на 11 јули, а на 12 Петровден, кога е празникот на Кочани. Освен свечена седница на општината и свечена литургија за празникот, на Пониква ќе се одржи Влашкиот етнофестивал, со што завршуваат Петровденските конаци 2014. Манифестацијата финансиски е помогната од општина Кочани. Најголемиот дел од настаните ќе се одржат на летната сцена на установата, крај кејот на Кочанска река, во Градскиот трговски центар, во паркот и на Пониква. На 12 јули Петровденски марш по повод празникот на општина Кочани. Станува збор за 7 издание на овој традиционален марш. Традиционалниот Петровденски планинарски марш Пониква Цареврав годинава ќе биде поместен во само еден ден, за разлика од минатите години кога беше дводневен. Должината на патеката во двете насоки изнесува 31 километар. Оваа година ќе биде еднодневно, затоа што се паѓа точно на Петровден. Значи на Петровден у сабота вечерта на сите ни доаѓаат гости, пријатели. Во недела исто така е празничен ден и затоа решивме да го направиме еднодневно. Мислам дека ќе биде добро. Добро сме организирани. За учесниците на маршот е планиран автобуски превоз. Автобусите кон Пониква ќе тргнат од градскиот плоштад. У 5:45 или 15 за 6 по наши имаме организирано автобуски превоз за сите заинтересирани и планинари и рекреативци. Стартот на маршот е од паркингот на Пониква на 1580 метри, од каде планинарите ќе се упатат кон Цареврав на височина од 1085 метри. Искачувањето трае просек околу 4 часа. Значи, во 11:30 треба да бидеме на Цареврав. Еден саат одмор, саат и пол, малку одмор, малку таму освежување со супчиња, со вода. Враќањето е во 13. Значи, во 13 часов, пристигнувањето на Пониква е некаде околу 17:30. Организаторот за сите учесници на овој марш обезбеди традиционален ручек, петровденско гравче со доделување благодарници за учесниците. Македонскиот шампион, женскиот фудбалски клуб Кочани ги доби противниците за пласман во Лигата на европските шампионки. Надпреварите ќе се играат во престолнината на Босна и Херцеговина. Македонскиот шампион во женска конкуренција ЖФК Кочани ги доби своите противници на стартниот квалификацијски турнир за пласман во Лигата на европските шампионки. Кочани е во групата заедно со екипите на СФК 2000 Сараево од Босна и Херцеговина, Алан Юнайтед од Финска и Медик Конин од Полска. Ждрепката во Нион го смести нашиот шампион во седмата група, каде домакин на квалификацијскиот турнир ќе биде Сараево. Втората екипа во групата, Медик Конин, е екипа која за прв пат во оваа сезона ја освои титулата во шампионатот на Полска. Квалификацијскиот турнир од групата во која Кочани ќе се игра од 9 до 14 август. При тоа првопласираните од 8 квалификацијски групи заедно со најдобрите две второпласирани екипи ќе продолжат во главното надпреварување од Лигата на шампионите.
Ги следевте вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно.